Дојран за викенд или попадна станица за Грција. Вака изгледа македонскиот Медитеран во јули, каде престојуваат гости од земјава, но и од соседна Србија. Но сите тврдат дека се на ден или два во ова место. Не, успут смо били смо до Грчке. Овде сме попатно, бевме во Грција и свративме овде. Секогаш застануваме овде на еден ден и преспиваме, ручаме и се капеме. У годината може по 2-3 пати онака, по некои 3-4 дена. Викенд? Па да. Сега пред бидеме за Албанија, тук сме. Ба не останем неки пути спавам. Остануваме некогаш и спиеме и жал ми е што не можам подолго да останам и да се бањам, бидејќи семејството сака да одиме. Се hoće одма да иду дале и така. Во последниве години во Дојран доста се инвестираше, но гостите бараат подобри плажи и поголема хигиена, не само во центарот на Дојран, туку вдолж целото крајбрежје. Ќе одите малку онака на краиштата, негде кај што не е чисто, а не само тука кај што е чисто. Да видите како е по краиштата. И на хигиена, и на култура, и некои казни да се воведат. Добро е, ама не е баш добро. Прљаво е уште. Тоа е. Во кој сегмент? Па сегмент плажите не се нај. Водата во Дојранското езеро е безбедна за капење, велат од Центарот за јавно здравје. Хотелиерите сметат дека и покрај ланската антиреклама, капацитетите им се преполни. Луѓето сите што сватија дека е тоа антиреклама и дека медиумите настојуваат Дојран да не функционира, за да функционира другите места, за жал, еве ние за ова година сме преполни, задоволни сме со посетата на гости. Претежно Срби на поминување имаме бугари, еднодневно, дводневна, значи секако вид на гости имаме. Лани во Дојран беа регистрирани околу 200.000 ноќевања. Најмногу гости се очекуваат во втората половина на јули и месец август. И годинава за посетителите се планирани повеќе културни настани и музички фестивали со цел да се збогати ноќниот живот во Дојран. Дојранчани се надеваат дека оваа сезона ќе немаат антиреклама од типот на пирани во Дојранското езеро.